Бројот на заболени од рак на кожа расте. Лекарите бележат алармантно зголемување на новодијагностицирани, а меѓу нив и се помлади. Голем дел од заболените од овој тип на канцер се регистрираат во источниот дел од земјава. Дерматолозите апелираат редовните прегледи се клучни за рано да се открие или да се превенира ова малигно заболување. Многу е симната возрастната граница. Значи, се помлади пациенти имаме со меланом и со кожни карциноми, збориме некаде од 25-26 годишна возраст, веќе имаме диагностицирани пациенти и со меланом и со останати немеланомни карциноми на кожа, да не коментираме дека има и во јувенилната група, односно има млади пациенти, има пубертетски пациенти, навистина екстремно ретки се, но еве имаме регистрирано 2-3 пациенти во Македонија кои навистина претходно тоа не било случај. И додека бројката на ново заболени е во постојан пораст, здравствениот систем постојано се соочува со недостиг од дел од терапиите. Министерот за здравство за актуелниот недостиг на клиниката за онкологија вели дека не знае дали е веќе распишан тендерот, но тврди дека со новите законски измени веќе нема да има доцнење. Тоа не знам дали е распишан тендерот, ке треба со директорот да се синхронизирам. Реално не знам денеска дали има нешто ново, како и да е, можеме писмено да ви одговориме дали е распишан или не. Ке прашаме од наша страна. Онколошките пациенти алармираат дека дел од терапиите за рак на дојка, бели дробови, меланом и простата ги нема поради тендерските процедури и побараа од здравствените власти навреме да ги планираат количините и да се координираат со добавувачите. Од клиниката потврдија дека има застој и соопштија дека веќе се преземаат мерки за надминување на проблемот и очекуваат лековите наскоро да пристигнат.